Во недела 28 ноември започнуваат божикните пости кои ќе траат до 6 јануари, до најголемиот христијански празник Божик. Постите траат 40 дена, а од православниот црковен храм Свети Великомаченик Ѓорги со објаснување за типекот според кој православните христијани треба да постат. Од недела започнуваат рождественските пости кои што се востановени во чест на најголемиот празник Рождество Христово, кај народот познат како Божик. Од она што го пропишала Светата православна црква како правило и како начин на пости, понеделник, среда и петок е на вода, односно строг пост, вторник и четврток е дозволена употреба на масло, додека викендите, сабота, недела и на поголемите празници е благословена употреба и на риба. За сите оние денови кои што се спаѓаат во редот на средни или поголеми празници, како секоја година, така и ова ќе по социјалните мрежи ќе објавиме табела со правило, или како правилно се постат, и како што многу пати досега имаме потенцирано, ова шема, ова правило на пости не важи за сите, туку исклучок имаат оние категории на луѓе како што се почетници во верата, стари изнемоштени лица, луѓе кои што работат тешка физичка работа, трудници, мајки, дојлки, но нели секако треба да се советуваат, да се консултират и да добијат благослов од духовникот. Отец Димитар Арсовски објасни дека православните христијани кои што сакаат да ги постат божикните празници, да го сторат тоа не само со јадење, туку и духовно. Воздржувањето од телесната храна не е нешто најважно кое што е пропишано во постите, туку треба да се трудиме да бидеме пред се добри луѓе, добри христијани, да размислуваме за нашите греови, да се каеме, да се подобруваме, да растеме по мерата Христова, во никој случај да не ги забораваме сиромасите и оние кои што имаат потреба од било каква помош. И нели секако оние кои што се подготвуваат со исповед, со благослов на духовникот, нели да пристапат и да се причетат со телото и крвта Христови. Постот не е време на очајание и мрак, на страдање и измачување на телото и душата, туку чин на радост и закрепнување на љубов кон Бога и кон човекот. Покрај постењето, православните христијани треба да присуствуваат и на божествените литургии кои се одржуваат во црковниот храм во Кочани и да се молат за здравје.